Поздрав до гледачите на телевизија Ирис, отворена на тема. Наша редовна емисија во која што јас имам гости со кои што разговарам на зададени теми или на произлезени теми од зададената тема, затоа што односите меѓу соговорниците не секогаш треба да бидат во зададена форма, бидејќи инспирацијата понекогаш донесува и некои интересни моменти. Продолжуваме со разговорите со деканите и представниците на факултетите од Универзитетот Гоце Делчев за програмите кои тие ги нудат, но се разбира дека кога присуствуваат и декани или професори од универзитет, неминовни се прашањата кои се актуелни од струките кои тие ги знаат. И се разбира и општествената сегашност за која што секојаш бара некакви одговори. Никаде во пред милениум и милениум постанувањето на светот, според Библијата вели во еден момент кога луѓето престанале да го слушаат Створителот, тој им ги помешал јазиците. Така пишува во Стариот Завет и оттогаш луѓето престанале да знаат да комуницираат меѓу себе. Познавањето на јазиците како основа за комуникација помеѓу цивилизациите и помеѓу луѓето е потреба која е стара исто колку и човештвото. Денес во светот начинот на комуникација преку електронските форми е малку поупростен, бидејќи место разните форми на англискиот јазик денес имаме децата се повеќе го нарекуваат глобиш или јазик на кој се комуницира, но потребата од знаењето на јазици е нужност, посебно во комплетната интеграција на помалите народи во преовладувачките глобални токови, било на исток, било на запад. Овој разговор со деканката Кузмановска од факултетот на љубители на јазици, зашто тоа е филологијата. Професорка Кузмановска, добро дојдете во моја емисија. Добро ве најдовме. Најпрво ве поздравувам, ви благодарам за поканата. Ги поздравувам и нашите гледачи. Особено ми е чест да им се заблагодарам на оние студенти кои што ни ја доверија можноста ние да ги образуваме и ние да им помагаме понатаму да си го најдат своето место во нашето општество. Исто така еден голем поздрав и до нашите идни студенти кои што ги очекуваме на 1 октомври. Потребата од знаењето на јазици, што не е само форма на говорење или споразумување, не знам како најсоодветен термин е за тоа, значи проучување на една култура. Знаењето на еден јазик значи знаење на културно равниште на народот кој го говори тој јазик. И потребата од знаењето на јазици од секојаш, намерно го почнав тоа од праисторијата до денес. Се зголемува ли таа потреба од поголемо полиглотство? Секако дека се зголемува, знаејќи дека живееме во еден свет на се поинтензивна глобализација, се разбира дека тој факт е точен. Често меѓу научната фела станува збор за тоа која наука е поважна или најбитна, би рекле. Математичарите секогаш велат математиката, медицинарите медицината, физичарите филозофите филозофијата, физичарите физиката и така натаму. Меѓутоа, многу е значајно да се спомне дека ниту една наука не би можела без јазикот. Значи, сепак, една од основите, би рекле ние филолозите, дека е јазикот. Без јазикот ние не можеме да го соопштиме она што го знаеме, односно не можеме да комуницираме. Затоа ние како филолози љубиме да кажеме дека јазикот е најважното средство кое што секој човек го има како дарба од самото раѓање, меѓутоа со текот на животниот тек ние треба да се надоградуваме за да можеме да ја развиваме таа љубов и да можеме да дадеме свој придонес во општеството. Професорки, морам да го спомнам на големиот јазичар на светот Ноам Чомски, лингвист кој вели вака: имаме две појави во светот денес, а тоа е мешањето на јазиците, непосредното влијание на јазиците во комуникацијата помеѓу народите, чија основа е латинскиот и сите негови форми, и потребата од заштитата на на богатството на јазици во светот. И како две спротивни теченија. Од едно место имаме глобиш, американскиот денес има преку 30% од шпански термини, додека европски јазик не постои, него англискиот употреба во Европа има се повеќе германизми и така натаму. Малите народи имат потреба од зачување на нивниот јазик како општествено богатство.
Што мислите за овие теченија во свет? Секако дека тоа е неминовна фаза и самиот глобален развој го носи тоа, таквото мешање на јазиците, како што и мешањето и преселбата на народите, меѓутоа ние како филолошки факултет се обидуваме да го запазиме нормативниот стандарден македонски јазик. Секогаш се обидуваме на нашите студенти да им ја пренесеме љубовта пред се кон мајчиниот македонски јазик, да говорат стандарден македонски јазик, а дури потоа преку оваа љубов тие ја развиваат љубовта кон другите јазици. Нашата младина, знаете дека сега со компјутеризацијата користи се повеќе англиски јазик и дури во секојдневната комуникација, и формална и неформална, тие примеси од англискиот па и од германскиот се секако забележителни, меѓутоа ние како наставници, како професори се трудиме тоа да ги научиме да ги дистанцираат тие две работи, значи да не дозволат мешање на едно со друго. Кога говориме на македонски, го користиме македонскиот стандарден литературен јазик, а кога имаме часови по англиски јазик и книжевност, овде се говори на англиски, германски на германски, турколозите на турски и така натаму, французите на француски. Овде морам да ве одам признание за тоа за мислењето. Француската академија, која има само 18 академици, има тројца лингвистичари и тие во текот на една година прават пренормирање на францускиот јазик поради големото влијание на говорните јазици, не на стандардите, и многу тврдо се држат до нормираните јазици. Сега, ова како информација од вашиот факултет, кај вас се предаваат нормите на јазикот? Сите овие јазици се во формите на норми или нивниот говорен дел? Стандардните, да. Да, ние имаме катедрата по англиски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност, турски јазик и книжевност, италијански јазик и книжевност, француски јазик и книжевност и секако македонски јазик и книжевност, а како изборни предмети од странските групи ги нудиме шпанскиот јазик и рускиот јазик. Не можеме да го сопреме тој процес на навлегување на туѓите зборови во јазикот, но ние се обидуваме преку нашите студенти да им дадеме на знаење дека тоа е процес кој што настанал отпосле, дека тоа не е стандарден литературен јазик. Значи, се обидуваме да ги дистанцираме. Не можеме строга забрана да направиме, меѓутоа што е во можност на нашите рамки, се трудиме тоа да го направиме, мислејќи дека на тој начин самите студенти понатаму како академски граѓани во општеството ќе одлучат дали ќе го користат или не дадениот термин. Но овде да напоменеме дека не тој процес не го сваќаме како негативна. Секако, значи придобивките со заемките од другите јазици се огромни и во историјата назад ќе видиме дека тоа придонесува и кон збогатување на современиот македонски јазик. Кога ќе наидеме на некој непознат збор, пример во германскиот или во англискиот или другите јазици, ние се обидуваме да најдеме соодветен еквивалент во македонскиот јазик. Ако не го најдеме, тогаш наша препорака е со стручњаците македонисти од Институтот за македонски јазик, од другите факултети, универзитетски професори, да се изнајде начин за да се направи една стандардна употреба на истиот еквивалент во македонскиот јазик. Кога вашите студенти студираат руски, германски, турски, тие ги изучуваат стандардизираните јазици. Да, секако, да. Имаат ли подоцна проблем со тоа кога почнуваат да комуницираат, а доаѓаат на разговорниот јазик? Секако дека наидуваат на такви, особено во почетните стадиуми во првиот и вториот семестар, кога одат обично летно време на различни курсеви или работа во странство, наидуваат на вакви проблеми, меѓутоа нивните соговорници сваќаат дека тие го изучуваат стандардниот, па се обидуваат на тој начин да им помогнат, односно да продолжи комуникацијата, и секако кога се враќаат студентите од ваквите посети, носат своји новини, односно дијалекти од местата од каде што доаѓаат, каде што биле на пракса. И овде да споменеме дека дијалектите всушност се и богатството на еден јазик. Не смееме да го заборавиме тоа. Значи, ние треба преку нашиот стандарден македонски јазик да го негуваме националниот идентитет, но сепак треба да го содржиме дијалектот, да го зачуваме, бидејќи тоа е основното богатство на еден јазик. Колку повеќе дијалекти, тоа значи дека јазикот е многу побогат. Инаку ќе се сведеме на некои 50.000 збора кои ќе имаме проблеми во книжевноста, инаку треба да се откаже од нешто што е автоктоно. И дијалектите се мешавина
мешавина со околните јазици, посебно словенските кои имаат непосредно влијание преголема, слично што би рекол Кундера, нели, неподнослива сличност меѓу себе. Во тој контекст сакам да напоменам дека еве Филолошкиот факултет преку Универзитетот Гоце Делчев во Штип успеа да направи синонимен речник на македонскиот јазик кој што излезе во печат и е многу интересно да кажеме дека овде се обработени токму овие дијалектизми. Значи, кога имаме збор даден на дијалект, се пишуваат и синонимните значења кои што ги носи. Тоа е изработено од нашиот професор доктор Толе Белчев, кој отиде во пензија, и професорката Веновска-Антевска, која што е се уште кај нас како дел од нашиот тим. Тие работеа на речникот подолго време и сега тој излезе и во печатена, но е многу битно да кажеме и во електронска форма. Зошто? Преку едно мало симпатично USB, нашите студенти ќе можат да го користат, бидејќи знаете дека тие денес се повеќе одат на дигитални, повеќе го почитуваат дигиталниот свет отколку оној во рака пишаниот. Да. Професорке, за да го си го завршиме оној информативниот дел од нашиот разговор, еве, имате претенденти, студенти, средношколци кои завршиле и ќе сакаат да се запишат кај вас на факултетот. Колку места им престојуваат? Значи, ние имаме од прилика секоја група, значи има од 50 до 60 слободни места во државна квота, англистите како најбројни овде се со државна квота од 60, германистите 40, македонистите 30, турколозите имаме 20, италијански и француски имаме исто така по 20. Интересно е што од оваа година конкурсот кој ќе излезе ќе понудиме и студиски програми од англиски јазик и книжевност и италијански јазик и книжевност во Струмица како своји дисперзии. Сметавме дека овде ќе имаме голем број на студенти и се обидовме да добиеме акредитација, односно согласно од Министерството да ги отвориме и во овие дисперзии. Добивме согласно, што значи дека оваа година новина е тоа. И друго интересно за нашите идни студенти е што во рамките на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип имаме институт за јазици кој што активно работи, ги изучуваат овде сите јазици кои што ги имаме на групите на Филолошкиот факултет, и за нашите идни студенти е интересно што во текот на јуни овој месец и во август организираме бесплатни курсеви за нашите идни студенти. Значи, студентот ако се одлучи да се запише пример на некоја од групите на Филолошкиот факултет, тој курс ќе му биде бесплатен. Во траење од 1 месец, интензивен курс, 4 недели по 4 часа. Така да мислам дека тоа е привлечна понуда за сите наши идни студенти и еден нов начин на заинтересирање, односно на придобивање на што е можно поголем број љубители на јазикот. Професорке, две прашања имам околу. Едното прашање е нашите студенти кои ги изучуваат сите овие јазици за кои што ви рековте, 50, 60, кои ги на еден начин ја осознаваат и културата која носи тој јазик, но има и потреба од нив во комуникацијата со светот. Бидејќи, не дај Боже, Македонија да е затворено општество, тоа ќе трае многу малку. Сите тие имаат комуникација, потребни се во преводите и така натаму. Имаме и таква на прв поглед, кога погледнеш, кога кажеш што ќе ни требаат дипломирани 50 со англиски јазик, што ќе работат утре? Имаме, значи, ние освен наставна насока, каде што образуваме идни наставници, учители, имаме и насока преведување и толкување на сите овие групи. Тоа е интересно да се спомене, бидејќи сега како пред влез во НАТО и во ЕУ, мислам дека оваа категорија на студенти ќе биде, оваа студиска програма ќе биде што е можно попривлечна. Зошто? Затоа што за Европа ни се потребни голем број на преведувачи и толкувачи, кои што во Република Македонија не се многубројни. Иако ги има, меѓутоа е се помал бројот. Преведувачи така и така, ма толкувачи многу малку. Да. Бидејќи се работи за структурно познавање на тие јазици, не е само и на културата, значи културниот елемент овде, цивилизацијскиот, значи имаме многу нишки кои што во процесот на толкување еден толкувач и преведувач треба да ги знае, и во однос на тоа ние организираме многу, и досега организиравме и во иднина многу обуки со Сдруженијето на преведувачи на Република Македонија, кои што доаѓаат во нашите простори, во нашата фонолошка лабораторија која е извонредно опремена по европски стандарди,
овде изведуваат настава и ги подготвуваат нашите идни преведувачи и толкувачи да се снајдат во самиот процес. Овде често знаеме да поканиме и видни толкувачи кои што работат за нашата влада и за делегациите по амбасадите, значи доаѓаат и директно им го пренесуваат своето искуство. Бидејќи знаете, теоретскиот дел е теоретски, но праксата сепак е нешто многу поважно и ние се обидуваме тоа да го сплотиме на едно место и да им дадеме можност на нашите идни преведувачи и толкувачи да се снајдат во тој свет, да не се најдат неподготвени, да ја имаат само теоријата, меѓутоа практично да се изгубат во просторот и во настаните. Мојот разговор со деканот на правниот факултет па го доправме и доправме и таа проблематика 35 поглавја, тоа се милиони страници. Не знам, стотини илјади страни, 300.000 страници, да не кажам некоја бројка, има различни информации, не е исти јазикот, бидејќи ние најверојатно ќе ги добиваме во 3 или 4 јазика, основа ќе ни биде хрватскиот како наш спонзор, меѓутоа тоа е една друга проблематика. Само сакам да направам слика дека толкувачи ќе ни бидат нужни, се работи за обемен процес кој можеби да трае 10 години. Најверојатно би бил долг процес, бидејќи толкувањето не е воопшто едноставна задача. Значи овде имаме нашите студенти треба да ги образуваме од различни профили. Значи станува збор за да бидете повикани да толкувате на пример на област од технологија, некој област од медицина. Значи сепак треба да ги имате тие предзнаења пред да дојдете на местото на толкувач и преведувач. Бидејќи во процесот на преговорите, толкување и преведување на текстовите ќе бидат обврска за нас, ќе влезат утре во секојдневниот живот и во правниот промет. Ако не бидат преведени и правилно, тогаш ќе имаме ние проблеми. Многу, значи една, како што во математиката е една нула, една кула, кај нас една запирка е исто така, многу битна. Значи премногу одговорна работа е тоа за еден преведувач и толкувач, што значи дека тоа е огромен предизвик за нас наставниците да можеме да направиме кадар кој што институтот и факултетот да одговорите на тоа. Сами рековме, констатиравме дека тоа е предизвик кој е од општествена голема општествена важност. Сепак овде не треба да ги заборавиме и стручњаците од таа област кои што активно работат во Република Македонија. Значи ние се консултираме постојано и со Сдруженијето за преведувачи на Република Македонија, како и со видни професори од Свети Кирил и Методи од Филолошкиот факултет, Институтот за македонски јазик, Институтот за култура, Институт за историја. Значи сепак тоа е еден системски проблем кој што сите заедно треба да помогнеме успешно да се реализира. Ние како наставници, како професори се трудиме практично, теоретски да ги подготвиме, но сепак поддршката од самите практичари кои што тоа го прават секојдневно е од огромно значење и во овој контекст ќе спомнам нашата соработка со Словенското ПСД, Сдружение за преведувачи и толкувачи, кое што во Словенија активно работи како за владата, така и за странски пазари, работи на транслатолошките алатки, електронски имплементирање, имплементирање. Ние се обидовме овие алатки да ги имплементираме во нашите наставни програми, наставни планови програми и на тој начин веќе на некој повисок степен да ги образуваме студентите, значи да можат да се снајдат во тој електронски систем, бидејќи тоа е од голема помош за еден преведувач толкувач. Да знае да се користи со ваквите алатки. Дури имавме обука од специјалисти, стручњаци од оваа област од Словенија кои што доаѓаа и држеа курсеви, односно обуки на нашите студенти. Студентите беа презадоволни и дури изненадени од можноста што се може да понуди овој профил на. Така. Професорки, последниот дел од нашиот разговор, ама морам повторно да го споменам Чомски, каде што тој го неизбежно во современието денеска е вториот дел кој го тој нотира како општествено движење во глобалниот свет. Ако вашите студенти кои ќе завршат еден од овие јазици ќе бидат преведувачи, толкувачи, ќе учествуваат во администрацијата, во деловните компании при превод на документи, комуникации и така натаму. Она што останува е македонскиот јазик, неговите норми, неговото изучување. Сите сериозни земји на светот
имаат со закон и државна стратегија на зачувување. Овде нема пазар. Малку сме несериозни околу ова. Ако познавачи на македонскиот јазик ни треба 30 на година, ние треба да имаме 30 или 40 и тие луѓе не треба да бидат отприлика како академија, а не да бидат на пазарот на труд. Дека сме мал народ и единствена точка на идентификација ни е јазикот во сите негови нормирани и литературни форми. Се надевам дека добро се изразим. Да, секако. Ова го пренесам од професор Тоциновски. Бидејќи затварањето на катедрите по околните универзитети од македонистика не ни донесува добро. Секако. Вашето мислење како Нашата основа секако и ние кога им се обраќаме на студентите, најпрво ги учиме да го сакаат, да го љубат, да го почитуваат својот мајчин стандарден македонски јазик. Добре, а дури сега, потоа не само мајчин. Да. дури потоа да се влюбат во некој од другите јазици. Секако познавањето на мајчиниот јазик, односно литературниот стандардниот македонски литературен јазик многу значи за било кој од нас, освен за филолозите, секако и вие како новинар морате да се служите и да говорите. Задолжени сме да го и токму ваквата иницијатива за отварање на академија на за македонскиот јазик веќе подолго време постои и мислам дека ќе успее да се направи. Значи дури Институтот за македонски јазик има ваква идеја, ние ги поддржуваме секако, ќе направиме се да се направи тоа, но не смееме да дозволиме по факултетите и универзитетите оваа катедра која е од суштинско значење за нашето општество да се затвори. Бројките за запишување на студенти на овие катедри за жал е многу мала, меѓутоа ние се трудиме, иако се 20-тина, да им го пружиме она што на вистина треба да го знаат, односно да го користат понатаму и дури имаме и средби и со Универзитетот од Тетово, таму катедрата за македонски јазик и литература гостуваше со своји студенти кај нас, па разменија некои искуства, па дури имаме и заеднички идеи за понатамошни заеднички програми, меѓутоа понатаму би било тоа, но секако мајчиниот македонски јазик не смееме во ниеден момент да го заборавиме. Сепак тоа е основата на нашето Сметате ли дека е потребна национална стратегија за тоа? Оној рационалниот дел за кој што зборувам, не можеш само да запишеш 20 студенти, им го пренесе знанието, им даеш верификација, диплома, а подоцна тие се на пазарот на трудот. А заштитуваат нешто што во истиот момент знаеме да ги подигнеме сите емоции дека ни се губи идентитетот. Нажалост, во ова време, не време, е така, меѓутоа се надевам дека со ваквите образовани кадри, дека ќе си го најдат своето соодветно место, но сепак државата е таа која што треба да има поголема грижа. Останува и кај научниците, кај вас професорите како македонски даскали, често знам да го употребам тој архаичен збор, многу ми е пластичен. Значи иницијативата останува кај вас и кај нас новинарите, бидејќи ова не се работи за трговија на, не знам, лесен текстил, туку еден круцијален момент од постојањето на еден арт. Па ние се трудиме колку што е можно сите текстови кои што излегуваат од нашите факултети при целиот универзитет Гоце Делчев Штип да бидат лекторирани од овластен лектор по македонски јазик и на тој начин покажуваме грижа дека на вистина се грижиме да го зачуваме овој национален белег, ова богатство кое што го имаме и да биде пренесено кон другите генерации на еден соодветен начин. Професор Ке, не случајно го спомнав проблемот со затворањето на катедрите од македонистика. Слушнав дека веројатно ќе се затвори во Риека, стои таму едно, тоа 50-тина, 60-тина години, не знам колку е апел од вас научници дека државата да изнајде начин, тоа е промоција на македонскиот народ. Па мислам дека не стоиме толку лошо на светски план, затоа што во моментот ни пристигна понуда од Кина, Република Кина, која што бара лектор по македонски јазик. Значи, сепак надежта последно умира, во вистински момент стигна ова информација и мислам дека овде со понудување на ваков кадар можеме ние да го зачуваме својот идентитет, бидејќи таму се јавила потреба од изучување на македонскиот јазик. Самите студенти
по однос на изборни предмети го избираат македонскиот јазик, што еве едно интересно, убаво. Професорке, деновиве е многу актуелно македонскиот јазик и со стандардите и така натаму. Па почнаве да ја отвораме сајтот на Обединетите нации на јазикот македонски, таму пишува дека го зборуваат околу 3 милиона и мене лично многу повеќе се. Така пишува таму, според околу 3 милиона и пишува дека лингвистите го сметаат за еден од основните јазици на сите словенски говорни и јазични подрачја. Ако успеам да го формулирам, мислам дека така некако е. И тоа е за почитување, ако досега во јавноста само вие експертите го знаете, ние не се интересиравме за тоа, не го знаеме. Многу е битно да се отворат и лекторати по различни земји. Нашите соседни земји тоа одамна веќе го направија. Не велам дека и Македонија не учествува, меѓутоа нашата моќност како држава е многу помала во однос на тие, но сепак треба да не заборавиме едно нешто, дека секој индивидуалец може да помогне во овој процес, да не очекуваме толку премногу од државата. Ние како поединци, еве како професори, како студенти, треба што погласни да бидеме, што повеќе да даваме, да твориме, да пишуваме, да ги инспирираме нашите студенти и нашите колеги да што повеќе работат на тоа поле, за да можеме да се задржиме на стабилни нозе заедно со својот идентитет и секако со јазикот. Инаку друго што би спомнала за... Ова што денес сега актуелно дава еден нов потик, едно ново сознание или потреба во ова време, посебно за вашите студенти на македонски јазик. Ако нешто досега го прифаќавме како дневна политика или нешто што си го препознававме дека постои, еве сега ни доаѓа потреба од луѓе кои може да го објаснат, да го представат и да го верификуваат богатството на македонскиот јазик како дел од сите светски јазици, можеби не со толку голем број на зборови, меѓутоа со нешто што уште италијаните од минатиот век го заклучиле дека освен италијанскиот јазик во неговата говорна форма, македонскиот јазик е најблисок по бројот на вокали во секојдневието и во пишувањето. Сите наши соседни од словенските јазици имаат многу повеќе темни вокали отколку нашиот стандардизиран македонски литературен јазик. Така ли, професор? Така е, секако. И македонскиот јазик, всушност јас се занимавам со фразеологија и можам да кажам дека навистина е богат нашиот јазик, но обично ние не сакаме туку, обично се вели дека македонскиот е сиромашен јазик. Не е воопшто точно, македонскиот е еден од најбогатите јазици, меѓутоа ние сме тие кои што треба да им покажеме на нашите студенти, па и на пошироката јавност, дека навистина не се во право, дека македонскиот е најбогатиот јазик. Има толку извонредни форми кои што ние треба да се потсетиме дека постојат, и при тоа да го занимариме она туѓото влијание од заемките и да се посветиме на вокалот од последниот слог е големо богатство на македонскиот јазик, посебно југословенски. Професорке, јас се благодарам прво што бевте дел од мојава емисија. Се надевам дека општествената задача ја завршивме, да ви покажеме нужноста на нашите млади сограѓани да учат јазици и македонскиот се разбира. И јас сакам да искористам можноста да побарам од вас научниците во овој момент во живењето на Македонија голема општествена одговорност. Може би досега не се гледаше, но сега е голема општествена одговорност. Македонскиот јазик е можеби најважната идентификациона форма на овој народ. Секако тоа е нашето национално богатство кое што ние треба да го негуваме, почитуваме и да го заштитиме. Експертите се токму тие, научниците, научната фела, академското општество е тоа кое што треба во овие моменти да биде сложно и заедно да го покаже да го искаже својот глас и да каже дека навистина е нашиот македонскиот стандарден јазик е нашето национално богатство. Иако ние, повторувам, како филолози љубиме да ги говориме и да ги изучуваме и другите јазици. Но изучувајќи ги другите јазици, ние всушност подлогата ја имаме македонскиот јазик и од таму тргнуваат сите
понатаму правци. Ви благодарам за оваа убава прилика да кажеме и ние нешто на своите идни студенти, па секако и на пошироката јавност. Поздрав до гледачите, благодарност до времето кое што им го одземавме на некој начин, и сакам да уште еднаш да апелирам до студентите кои што се уште не, идните наши студенти кои што се уште не одлучиле што ќе студираат, да ни ја дадат довербата нам како Филолошки факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, бидејќи ние на еден современ начин се обидуваме преку нашите наставни планови и програми теоријата и праксата да ги вклопиме и да можеме да профилираме кадри, како наставници, така преведувачи и толкувачи кои што ќе се најдат во светското академско рамниште и ќе можат да не презентираат како успешни македонски научници. Така, како народ. Да. Инаку друго не би сакала да должам. Успехот на студентите всушност става наш предизвик. Така. Ќе повикаме ние овде, ќе поразговараме за другите теми, затоа што универзитетот е место, интелектуална основа не на овој крај, туку на еден народ во неговото живење, јазичко, економско, политичко, социолошко, како сакате. Ако го тргнеме интелигенцијата која може да понуди решение, ќе не останат голите политичари и ќе не остане само плевсото. Тоа не сакаме да. Секако без образование не можеме да функционираме. Ви благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со деканката, а јас морам да ви кажам една вистина, не е приказна. Големиот Шопенхауер, кој е лингвистичар и кој е филозоф, има напишано некаде таму крајот на средината на 19 век, вели вака, отприлика, кога сакам убави звуци во моите уши, јас читам на словенски јазици. Не го спомнам македонскиот, ама јас смеам како македонец да кажам дека најубаво, поради бројот на вокали, звучи македонскиот литературен јазик. Па ако може да направиме еден логичен след, и големиот Шопенхауер сакал да зборува на македонски. Што е причината ние да не зборуваме на нашиот убав јазик? Дилемата е за сите нас. Благодарам за вниманието.